Во текот на наредните денови во Општинското основно училиште Тошо Арсов во Штип ќе започне нова активност во однос на инфраструктурата на објектот. Станува збор за санација и реконструкција на целата фасада на зградата на училиштето и на спортската сала и она што е уште поважно, санација и реконструкција на целиот кров, кој е со азбестна конструкција. Директорката на ово училиште Фросина Маџарова истакна дека оваа најнова инвестиција е од огромно значење токму поради вадењето на азбестот, кој е штетен по здравјето на децата. Со последните интегрални инспекции во нашето училиште надзор, секогаш беше укажувано на истото тоа дека треба таа да биде променета. Еве сега за неколку денови се започнува со работа со промена, со демонтажа, монтажа на нов кров, по сите стандарди и термоизолациона фасада на училиштето, која што ќе даде нов лик, подобра услови за работа, со замената на прозорците и со фасадата. Верувам дека ќе имаме топлотна максимална заштита на учениците. Инвестицијата е во вредност од над 650.000 евра, обезбедени од страна на Министерството за образование и наука и според градоначалникот Благој Бочварски, ова е еден од најголемите проекти во реконструкцијата на основните училишта. Граѓаните и како треба да бидат задоволни од овие наши инвестиции кои што ги имаме во нашите образовни институции и јас сум многу среќен заради тоа што и владата ги препознава ваквите проекти и дава поддршка во реализација на ова што значи реконструкција на фасада, прозори, кров, плато и така натаму. Верувам дека може да се примети за само 2,5 години, што значи да се инвестира во образованието, да се сака образованието и да се создадат едни подобри, помодерни услови за образование во нашиот град. Ваков вид на инвестиции подолго време не се случиле, истакна Билјана Казанџиска од секторот за образование ИЛЕР во општина Штип и изрази надеж дека сите училишта во иднина ќе добијат вакви инвестиции со промена на кровови и термоизолациони фасади. Нареден проект за кој ќе се аплицира во Фондот за капитални инвестиции е замена на кровна конструкција во Општинското основно училиште Гоце Делчев, најави Казанџиска. И таму ни е потребна промена на кровната конструкција, така што веќе сите училишта ќе имаат еден нов современ лик, училишта што прилигат на 21 век. Во останатите училишта, училиштето Ванчо Преке е променет. Гледате вие секојдневно дека во минатите 2,5 години постојано се инвестира. Гледате дека имаме промена на санитарни јазли во сите училишта, реконструирани дворови, реконструирани спортски сали. Претходно во Општинското основно училиште Тошо Арсов се инвестирало во замена на прозорците, поставување заштитна ограда и асфалтирање на улицата пред училиштето. За тие активности, Бочварски рече дека во изминатите 2,5 години биле инвестирани околу 860.000 евра.